Од Галичник до река и годинава ќе одекнува звукот на зурлите и тапаните, што ќе ја најави Галичката свадба. Денес како културно-сценска манифестација, а некогаш како причина да се соберат печалбарите, да ги оженат или омажат своите деца и да ја почувствуваат радоста во домот. Галичката свадба е повеќе од традиција, повеќе од културно богатство, од адет, од наследство. Галичката свадба е идентитет, гордост на галичани, нивната печалбарска историја, која од колено на колено се прераскажува за да не се заборави и е драгоцен запис од македонското минато. Низ годиниве се одржува најмногу како туристичка атракција, но вистински се и зетот и невестата, и нивните сватови и пријатели. Зачувана е незината единственост, специфичност и грандиозност. Свадбарските свечености почнуваат со канењето на мртвите, па по нив бричењето на зетот, поставувањето на свадбарскиот бајрак, гледањето низ прстен, земањето на невестата, носењето на невестата на вода, замесувањето на лебот, венчавањето во црквата Свети Петар и Павле, но и многу други кои во себе содржат моменти од животот на галичкото семејство низ вековите. За време на церемонијата планините оддекнуваат од ударите на тапаните и од пискотот на зурлите. Се пеат изворни песни и се играат познати ора, меѓу кои најубавото – тешкото. Убавината на свадбата ја дополнуваат и традиционалните носии на младоженецот и сватовите, како и прочуената и познатата галичка носија на невестата, изработена со филигранска прецизност и точност на терзиите. Од 1963 година до денес, илјадници гости имаат можност одблизу да ги видат и да се запознаат со свадбарските обичаи на галичани и да ја доживеат свадбата со сиот свој раскош и убавина. Не стваснува интересот на младите да бидат дел од обредите, туку напротив, тој секоја година расте. Тоа е посебен знак дека успеавме во нашата мисија да ги одржиме витални нашите обичаи и вредностите на традицијата која сме наследиле и ја пренесуваме на следните генерации. Со поддршката од долгогодишните партнери, Галичник е подготвен на сите посетители годинава да им ја презентираат богатата и уникатна традиција на која и се восхитуваат сите што ја запознале. Институционален покровител на Галичка свадба е претседателката на државата Гордана Силјановска Давкова. Тоа дополнително го истакнува значењето на оваа манифестација која игра огромна улога во зачувувањето и афирмацијата на оригиналниот фолклор, традиционалните вредности, архитектурата и народното творештво како темели на нашиот културен и национален идентитет. Стефана Димитрова и Даријан Кочовски се годинашните зети невеста, кои на вечна љубов ќе се заветат во Галичник. Немаме трема, така да мислам дека без проблем ќе поминеме свадбата. На секоја девојче мислам дека е желба да биде галичка невеста, така да оваа година јас и Даријан мислам навистина дека имаме таа чест или задоволство ќе ни биде да си ја продолжиме македонската традиција. Со помош на местната заедница Галичник, соодветно има одредено сценарио каде што се наведени сите обичаи и адати кои што нели треба да ги извршиме. И да би спомнала дека свадбата започнува во сабота во 7:30 часот со китање на бајракот. После тоа се пукаат 3 пушки кои што означуваат нели почетокот на свадбата, при тоа што потоа се игра, односно се пречекуваат топаните, се враќаме, се игра свекрвен оро, невестинско и тешкото. Кој од сите овие обичаи кои што ги споменавте вие лично најдраг, а кој од друга страна беше најсложен да се научи? Најдраг, па најдрагиот представува и најсложен, бидејќи јавање на конјот, нели, адреналински. Имавме многу спремања за на конјот, бевме претходно јававме. И тоа истовремено е и најдраг, пошто нели нова работа не е секојдневие да јаваш конј. Претпоставува да. И затоа е најдраг е нели така како да речеме, од кој што се плашиме на некој начин, пошто е новост, нормално. За мене споменав и претходно, имам веќе 10 годишно искуство, но за мене најемотивен дел ќе биде кога ќе ме пресоблакаат во невестинска носија и кога ќе ми испраќаат нели од куќата на моите родители. Све поддржале до сега, подржуваат, така да си реагираа супер. Да, многу беа среќни и мислам дека очекува
само чекаат да бидат известени на време, така да без нив нема да може да истераме целата свадба, затоа што ќе бидат и они облечени во носија и од мојата страна и од страната на Даријан, така да мислам дека ќе имаме една целина која што ќе даде навистина една голема уникатност на самата свадба. Предизвик или товар на плеќи е моментот дека илјадници домашни странски туристи, ние медиумите ќе сакаме дел од вашиот интимен момент. Сите погледи ќе бидат вперени во вас. Задоволство. Да, задоволство ќе биде, да. Ни предизвик, нити пак товар. Задоволство е да се представува одредена традиција и да се зачува традицијата на Македонија. Какви се вашите очекувања? Дека заедно со целото мое семејство ќе споминаме најубаво, дека ќе имаме најубави 2 дена таму поминати. Така да мислам дека стварно нема да имаме проблеми. Јас едва чекам да почнеме затоа што стварно со нетрпение го isчекуваме во момент. Да, ја мислам дека нема ни да осетиме свадба такава да се одвива. Пошто тоа чим започне, нели? Многу брзо помина. Па, нека се вечни, срекни и берикетни. Да се кердовсаат. Годинава на венчавка, в година на крштевка. За многу години да име љубовта и среќата.